Владината стратегија за бегалците е неостварлива. Невладиниот сектор ќе ги потроши парите од фондовите наменети за имплементација, а земјава ќе остане преплавена со изманипулирани мигранти. Реагира професорката Солза Грчева на Комисијата за труд и социјална политика, наменета за дискусија по 10-годишната стратегија и акцијски план за интеграција на бегалците. Грчева набројува делови од стратегијата. Владата има за цел да обезбеди 2 години бесплатно домување, кредитирање на бизнис, квалификации за работа, формирање на компании во кои ќе работат, па дури и доделување на државјанство. Професорката прашува: како да ги проектираме овие европски вредности кога живееме балкански? Нотира дека во стратегијата и во акцијскиот план нема колку ќе чини сето тоа по мигрант, колку ќе донира Европската унија. Опасно е кога владата се претвора во невладин сектор и обратно, заклучува поранешната пратеничка. Ова е тотално невозможна мисија. Може и да се усвои оваа стратегија, мртво слово на папиру, ни прва, ни последна стратегија што ќе биде вака усвоена. Некој ќе добие пари, буџетот ќе биде раскраден и ограбен, тоа сме го гледале. Невладините ќе си ги соберат парите од фондациите, мигрантите на улица ќе бараат повторно мафијаши да ги спроведуваат од точка А до точка Б. И тука се завршува целата приказна. Реков, измамничка туристичка агенција. Цветин Челиманов опасно гледа во масовна злоупотреба на издавање државјанства. Не гледам која е логиката на македонската влада да се отвори за ваков масовен вид на злоупотреба на процесот на издавање на државјанства. Ние знаеме со колку тешко ни е на нас да го задржиме моменталниот систем на безвизно патување во Европа. Гледаме дека Европската комисија го заострува пристапот кон државите кои што имаат право на патување во Европската унија без визи, но кои што не се членки на Европската унија. Уште фали да го либерализираме процесот на издавање на државјанства. Пратеникот Ферит Мухич, иако на стратегијата гледа утописки, сепак смета дека Македонија е земјата во која може да се оствари ваквата интеграција на бегалците. Уверува дека нема старите лица да останат без домови и ред други работи за кои со ребалансот на буџетот се скратија пари за нивна намена, а за кои обвинуваше опозицијата. Спиноза има кажано една реченица, Спиноза кој инаку бил прогонуван цел живот. Гонетиот е подобар од гонителот. Зошто? Затоа што чинот на прогонување човечки суштества го дисквалификува гонителот. Гонетиот е секогаш подобар од гонителот, како што е жртвата секогаш подобра од злосторникот. Комисијата расправа по стратегијата за бегалците на предлог на ВМРО ДПМН. Учествуваат невладини организации, универзитетски професори. Според документите, интеграцијата ќе се одвива во неколку сектори: домување, образование, вработување, стекнување на државјанство, како и обуки, кампањи. Освен дека парите ќе се обезбедат од буџетот или пак од фондови, нема конкретна сума колку вкупно би чинел проектот на интеграција на бегалците.